Вкупната шумска површина во Република Македонија изнесува 49,2% од нејзината територија. Чисти широколисни шуми се 471.138,49 хектари, чисто иглолисни се 70.182,33 хектари. Врз нормалниот развиток на шумските екосистеми, како на природните, така и на новоподигнатите шумски насади, влијаат голем број на фактори, а тоа се глобалните климатски промени, екстремни температури, жешки и суви лета и мало количество на врнежи од дожд. Голема закана за шумите се дивите сечачи и пожарите. На најголемо негативно влијание имаат инсектите и растителните болести кои предизвикуваат огромни економски штети. Здравствената состојба на црноборовите култури на одделни локалитети е исто така загрижувачка, заради прогресивното размножување на боровиот четник. И во 2015 година потенцираме дека најзначаен од штетните инсекти е секако боровиот четник, кој во последниве 2 децении е перманентна закана за нормалниот развиток на новоподигнатите црноборови насади во Република Македонија. Денес, во 2016, нападнатата површина изнесува 15 до 16.000 хектари. Најпрво ги напаѓа најслабите стебла. Вгнездени на гранките гасениците неуморно ги грицкаат игличките. Нападнатите млади гранки за многу кратко време се сушат, доколку тоа не се спречи може да доведе до пропаѓање на целото стебло. Во 22 придружници на јавно предпријатие Македонски шуми било пријавено ширење на боров четник, каде биле нападнати 13.717,5 хектари црноборови култури. Најголема нападната површина од боров четник е пријавена од Крива Паланка со среден до јак интензитет на ширење на болеста. Еден од начините за брзо спречување на боровиот четник е хемиско третирање на гасениците со препарати. Надлежните органи вршат прскање на пределите опфатени со оваа болест. Пред почетокот на активностите потребно е да се известат мештаните, а особено пчеларите. Министерството за земјоделие во Република Македонија е во постојан контакт со Факултетот за земјоделство и шумарство. При тоа се преземаат мерки за заштита на шумите од оваа болест. Доколку не се реализира ново авиозапрашување оваа година, шумата целосно ќе се исуши.